Добар ден, почитувани, започува уште една нова телма амбуланта. Железото е есенцијален метал кој што е исклучително важен за човековото здравје. Неговата концентрација може да укажува на разни болести, како што е анемијата или пак одредени заболувања поврзани со повисоки концентрации на железото во крвта. Без разлика дали се работи за намалена или зголемена вредност на железото во крвта, потребно е да се утврди која е точната причина што довела до овој проблем. Денеска во студиото гостинка ни е професор доктор Ирина Пановска Ставридис, хематолог, директорка на Универзитетската клиника за хематологија во Скопје. Добре ни дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Да започнеме со тоа колка ви се нормалните вредности на железото во крвта кај мажите и кај жените. Дали тие се разликуваат? Значи, навистина е интересна темата за која што сакате да говориме денеска. Јас ќе ги кажам референтните вредности на железото за мажи и за жени, меѓутоа за жените и за мажите се слични, всушност изнесуваат од 10 до 30 милимоли на литар. Односно за жените велиме дека е од 9 до 30, а за мажите од 10 до 31. Значи слични се очекуваните нормални вредности на серумско железо и за машкиот и за женскиот пол. Меѓутоа, пред да продолжиме, сакам да нагласам дека вредноста на железото во серумот или серумското железо апсолутно не представува параметар кој треба рутински да се мери и да загрижува, бидејќи постојат дневни варијации до 30% на вредностите на серумското железо, во зависност од кој период на денот е направена анализата и дали е гладен или што јадел претходно пациентот чија што крв се анализира. Затоа, еве сега вака, ќе апелирам до сите мои колеги кои што многу често во последно време гледам дека назначуваат анализа на серумското железо, дека доколку сакаат да го евалуираат и сакаат навистина да ги видат вредностите на серумското железо кај одреден пациент за кој што поставиле индикација за таа анализа, пациентот треба да биде гладен 12 до 14 сати пред да се земе крвта. И затоа најчесто советуваме таа анализа да се направи помеѓу 7 и 9 часот наутро по така наречен гладен серум, фастинг серум, а пациентот да гладувал од претходната вечер некаде од 5 попладне. Тоа е многу слично кога сакаме да ги одредиме и вредностите на мастите кај пациентите, кога им велиме да не јадат 18 часа пред да се одредат мастите. А доколку серумското железо е ниско, а сите останати параметри во крвната слика се нормални, значи ли дека пациентот има анемија? Не, вака, самото серумско железо не е доволен параметар, туку треба да се види и резервата на железо во серумот, која што се одредува преку феритинот. Доколку немате феритин, а имате ниско серумско железо, велиме дека во моментот, доколку е адекватно земена анализата, пациентот има недостаток на железо, меѓутоа нема манифестна анемија. Тоа е добро што ни го појаснивте, ќе ни дадете уште низа појаснувања поврзани со крвната слика и железото во крвта, неговата концентрација во текот на емисијата, но јас би сакала на почеток да се задржиме за концентрациите на железото кај мажите и кај жените. Жените губат дел од железото преку менструалниот циклус. Колкава количина на железо е тоа? Значи јас малку поопширно ќе ви одговорам. Сите ние губиме на дневна основа железо. И мажите и жените? Да. Мажите и жените губат во периодите кога немаат менструален циклус, жените и мажите губат дневно 1 милиграм железо дневно. На каков начин? И тоа се губи преку фецесот, ентероцитите кои што изумираат од цревата и преку потењето. А жените во менструалниот период велиме при нормална менструација дека губат 2 милиграми дневно. Што не представува многу значајна количина на железо, меѓутоа, токму заради тоа менструално губење на железо и крв, велиме дека и дневните потреби за железо кај женскиот пол се поголеми. Па така, мажите имаат 1 милиграм до 1,5 милиграм потреба од внесување на железо дневно, додека жените во периодот, репродуктивниот период, имаат потреба од 2 милиграми железо дневно да внесуваат. На кој начин го внесуваме железото? Дали единствен извор е храната? Може ли нашиот организам да синтетизира железо? Не, тоа е минерал и нашиот организам не е во состојба да го синтетизира тој минерал, нити некои бактерии што живеат во него, туку железото единствено го внесуваме преку храната и новородените деца го добиваат трансплантарно од нивните мајки. Кои се најдобри извори на железо во храната, бидејќи знаеме има
има растителни извори на железо и животински. Дел од железото не е исто. Кај едните тровалентно, кај другите е двовалентно. Сега, што тоа значи? Треба ли да водиме сметка за тоа? Многу добро сте информирани. Точно, ние докторите велиме хем и не хем форма на железо. Всушност, железото од месото е врзано со протеин и тоа што го викаме значи животинско потекло или хем форма на железо, и тоа е двовалентно железо кое што директно во тенкото црево се ресорбира од храната. За разлика од тоа, железото кое што е не хем потекло, односно од растително потекло железото, не е врзано за протеин и тоа е во тровалентна форма. И за да го ресорбира нашиот организам, треба најпрво да се оксидира под влијание на желудичната киселина или под влијание на ензимите од цревото, да се редуцира до двовалентно и дури после тоа железо може да се ресорбира во нашиот организам преку строго контролирани процеси на ресорбција на железо кои што се контролираат со еден хормон кој што се нарекува хепцидин. Меѓутоа, тоа железо помалку се ресорбира од растително потекло и велиме дека само околу 60% од потребите што се на човековото тело на дневна база за железо можеме да ги добиеме најповеќе до 65% од растително потекло. И заради тоа, во некогаш вегетаријанците можат да развијат почесто феродефицитна анемија отколку луѓето кои што се на разноврсна исхрана, се хранат и со храна од животинско потекло. Освен во месото, го има и во растителните продукти, во правосте, го има и во јајцата, значи, меѓутоа, потешко се ресорбира. Интересно е дека постојат одредени супстанции кои што го зголемуваат ресорбирањето на железо во човековото тело, меѓутоа постојат пак и хранителни супстанции кои што го инхибираат ресорбирањето на железото. Па затоа на луѓето кои што се склони кон анемија да развијат феродефицитна, многу често им советуваме да не пијат кафе после јадењето. Зошто кафето? Затоа што ја спречува апсорбцијата. Да, танините од кафето ја спречуваат ресорбцијата на железото. А некогаш, да речеме, јадеме одреден оброк во комбинација со кисело млеко. Дали млечните продукти спречуваат ресорбција на железо? Не влијаат млечните продукти. Некогаш од растително потекло протеините можат да спречат. Интересно е тоа, мислам, парадоксално е малку храната која што е богата со железо содржи одредени субстанции и нозоли кои што може да ја спречат ресорбцијата на железото. Меѓутоа, млекото и млечните продукти не. Витаминот С е познат засилувач на ресорбцијата на железото. И затоа на оние кои што се хранат само со растителни продукти им се советува на дневна база да консумираат витамин С. Поголема количина на витамин С. Кога правите проценка колкава е концентрацијата на железото во крвта, потребно се направи, предпоставам, крвна слика. Еве сега можеме да го видиме првиот телоп за денеска, кој што ги опфаќа параметрите кои што обично се испитуваат, а тоа се црвените крвни клетки, еритроцитите, потоа хемоглобинот, хематокритот. Тука се следуваат одредени параметри со чудни имиња, професорке. МЦВ, МЦХ, МЦ, ХЦ и РДW. Ке ни појасните што значат сите тие и дали се важни. Бројот на црвени крвни клетки, ќе започнеме од еритроцитите. Што говори нивниот број? Значи, јас малку ќе се вратам по еден чекор поназад. Добра. Анемија е всушност состојба на ниско ниво на хемоглобин. При што вредностите на еритроцитите можат да бидат намалени, меѓутоа можат да бидат и нормални. Значи, вака, еве апелирам сите да запомнат дека вредностите на еритроцитите не се параметар врз основа на кој се проценува дали некој има анемија или нема, туку најзначаен параметар е нивото на хемоглобинот. Така. Еритроцитите се крвните клетки кои во себе го содржат хемоглобинот. Тие во услови на анемија можат да бидат нормални или можат да бидат пониски. Сите други параметри сега што ги кажавте, хематокритот е на пример соодносот помеѓу цврстите елементи и течниот дел на крвта. И МЦВ, МЦХ, РДВ. Така, МЦВ вели просечен волумен на еритроцитите. На каков проблем укажува доколку овој тоа е всушност значи медијан корпускулар волумен. Тоа е средниот волумен на корпускулите на еритроцитите и тоа вака гледачите е единствениот параметар на кој на нас хематолозите ни е значаен при евалуација на пациент со анемија, бидејќи
Доколку се помали еритроцитите, тоа значи им недостига хемоглобин. Доколку тие еритроцити имаат поголем волумен, тоа значи дека во процесот на еритропоеза, заради недостаток на одредени нутритивни есенцијални елементи, е успорено создравјањето на еритроцитите и тие се поголеми од нормално, се понефункционални и повторно пациентот има анемија. Сите други параметри се вадат со компјутерски формули. Врз основа на вредности на еритроцити, вредности на хемоглобин, тоа е дистрибуцијата на волуменот, средната концентрација на хемоглобинот и на вистина дури не мислам дека ниту матичните лекари кои што се оние што треба да ги евалуираат пациентите со анемија, ни да ги спраќаат на клиниката за хематологија, ниту интернистите, а најповеќе обичните пациенти треба да обраќаат внимание или да се мачат и многу често да вртат телефони да прашаат што значи сега се е нормално, само еден параметар само не е еден добар. параметар е изместен. Само уште еднаш би сакала да ве прашам за МЦВ, доколку значи е намален, има недостаток на железо. Тоа е најважен индикатор. Зголеме, имаме нормално железо, но недостаток на некои Тоа, значи, елементи, високото да речеме, МЦВ витамини? многу често сугерира за недостаток на витамин B12 и фолна киселина. И тогаш велиме дека пациентот има мегалобластна анемија. Значи, мегало значи голема. Значи, еритроцитите се големи и пациентот има мегалобластна анемија. Додека кога МЦВ-то е ниско, велиме дека пациентот има микроцитна анемија. Микроцитната анемија најчесто е феродефицитна анемија. И тоа што ме прашавте што значи недостаток на железо, а нормален хемоглобин, теоретски вака може да се подели. Пациентот може да има низок феритин, а нормално железо и нормален хемоглобин. Тогаш велиме има железна деплеција. Кога има нормален хемоглобин, а и ниско железо, велиме дека има недостаток на железо и веќе третата фаза кога и железото е ниско и хемоглобинот е понизок од референтната граница, велиме дека има феродефицитна анемија. Значи, повеќе параметри треба да се нарушени за да се дојде до заклучок за каков проблем станува збор. Доколку само еден параметар од сето ова што го наведовме е нарушен, можете ли да доведете до да донесете заклучок? Еве, например, хемоглобинот само доколку е намален, а се останато е нормално. Тоа значи веќе дека има пациентот доколку е хемоглобинот намален, велиме дека има анемија. Тогаш веќе анемичен. Да, и тогаш без разлика што се останато би било нормално. Да. Тогаш сакаме да видиме што е етиологијата на анемијата. Кога пристапуваме кон пациент со анемија, многу е значено да ја видиме причината за анемијата. Еве, вака сега сакам на јавноста да ја посочам дека анемијата многу ретко е примарна болест. Таа се јавува во современиот свет многу често и најчесто се работи за нутритивен дефицит, заради неадекватен внес на хранливи материи доаѓа до појава на анемија. Например, парадоксално, вегетаријанците имаат многу повеќе мегалобластна анемија, бидејќи извор на витамин B12 исто така е месо и животински продукти. Го нема во растителниот свет и не може организмот да го создаде. Има одредено депо количина која што трае неколку години, ќе се потроши и после тоа мора субституција. И вегетаријанците многу често развиваат мегалобластна анемија заради недостаток на витамин B12. Во возрастната популација, доколку пациент дојде и каже дека нормално се храни и видиме дека МЦВ-то е пониско, веднаш ни е индикација за еволуација на гастроинтестиналниот тракт во правец на хеморагија и крвозагуба. Значи губење на крвта преку дебелото црево или жалудникот. И тоа не мора да биде макроскопски видливо и пациентот. Тоа значи губи ток на крв, ниското МЦВ. Ниското МЦВ, тоа ниско железо многу често причина за ниското железо кое што води кон ниско МЦВ, значи води да се создадат еритроцити кои што се помали по своите димензии од нормалните еритроцити заради недостаток на железо, многу често причина е крвозагуба и индиректно многу малигни заболувања на гастроинтестиналниот тракт. Прв скрининг представува всушност таа феродефицитна анемија или ниско МЦВ, бидејќи освен окултното крварење, друг скрининг за колон канцер не постои. Дури микроскопското крварење, она што не е видливо, може да создаде ваков проблем. Сега ќе ви кажам, мислам се оддалечуваме од темата, многу често знаеме дека дебелото црево растат полипи. И тие полипи крварат микрокрварења кои што не може човекот да ги види во столицата, да има промена на бојата, да види примеси на свежа крв. Меѓутоа, тоа постепено води кон една феродефицит, недостаток на железо кој што ќе се одрази на ниско МЦВ и потоа анемија.
Доколку се направи колоноскопија и се отстранат, тоа нема да се трансформира во малигно заболување. Меѓутоа, занемарување на тоа ниско МЦВ, на тие микрокрварења води кон трансформација на тие бенигни полипи во неопластични процеси на дебелото црево. Жените што имаат силни менструални циклуси имаат нарушување на хемоглобинот и на МЦВ? Да. Жените што имаат пообилни отколку што викаме менорагии, кои што крварат повеќе во репродуктивниот период, многу често развиваат анемија. Така, на пример, еве ќе ви дадам еден пример, дека околу 40% девојчињата во аделесценција, кога ќе влезат во нормалниот репродуктивен процес, манифестираат феродефицитна анемија. Значи тоа може да биде извор на овој проблем, а што жените во менопаузата веќе тоа ќе се нормализира? Значи како стареат и како се намалува интензитетот на менструалните крварења и како пополека ќе влезат во менопауза, би требало да се нормализира нивото на хемоглобинот со здрава диета. Значи здрава диета значи нормална исхрана. Меѓутоа, ако една жена на 60-65 години дојде до појава на ново диагностицирана феродефицитна анемија, тоа е аларм дека треба да се евалуира гастроинтестиналниот тракт во правец на хеморагија. Ги праќате на гастроскопија и на колоноскопија? Значи, за жал, ние ги праќаме, а не би требало хематолозите да праќаат, тоа треба матичните лекари, всушност. Бидејќи кога велиме нели рана детекција и скрининг за карцином на дебело црево представува всушност окултното крварење во дебелото црево. Исто така трудниците се соочуваат со проблем со намалено ниво на железо, тоа е физиолошки процес, нормален процес? Да, вака, во бременоста се среќава и физиолошка анемија, кога железото е нормално, меѓутоа заради изголемување на плазма во луменот имаме релативна дилуција, па вериме дека трудниците имаат физиолошка анемија. Меѓутоа, во периодот на бременост, нивните потреби за железо се зголемени до 4 пати. Па наместо тие 2 микрограми дневно имаат потреба трудниците од 4 микрограми дневно и заради тоа всушност може дел од нив да манифестираат феродефицитна анемија. Но лек за тоа представува профилаксата со железо 60 микрограми дневно во текот на целата бременост. Некои се одлучуваат да земаат железо од природни извори за време на бременоста, може да се реши проблемот на таков начин? Значи, знаете како, постојат многу такви анегдоти. Јас велам здрава исхрана. Меѓутоа, дали ќе успеат да го решат тоа или не, треба да внесат доволна количина на железо од природниот извор да се ресорбира за да се компенсира таа анемија. Како што има намалено ниво на железо, исто така има и зголемено. Треба да не радува ако имаме повеќе железо во крвта, дека сме поздрави? Значи вака, повеќе железо во крвта е индикатор дека нешто не се случува како што треба во организмот. Бидејќи човековото тело има строго контролирани механизми на ресорбција на железото од гастроинтестиналниот тракт, а исто така до ден денес нема развиено начин да го елиминира вишокот на железо од организмот. И према тоа, повисоки вредности на железо можат да укажат на едно заболување кое што се нарекува хемохроматоза или болест на таложење на железото во организмот. И тоа е ретка, меѓутоа сериозен здравствен проблем, бидејќи вишокот на железо почнува, знаете дека железото во вишок најпрво се депонира како железна резерва во облик на молекулата феритин, тоа е протеински носач на железото, кој што го има и слободно во крвта, меѓутоа се таложи најчесто во макрофагите од црниот дроб и сите останати органи каде што постојат клетки на ретикулоендотелниот систем. Меѓутоа вишокот на железо почнува да се депонира во ексцес и се го штетува црниот дроб, го штетува миокардот, им потемнува кожата на тие пациенти, почнуваат да слабеат, повраќаат. Тоа е многу ретка состојба. Токсично е железото во тој случај, во поголеми количини? Ги оштетува органите, се таложи во органите и ги оштетува, да. А доколку некој ја нема оваа болест, а се јави покачено ниво на железо, може ли тоа да биде последица на прекумерно земање храна богата со железо или пак премногу суплементи? Па, теоретски не би требало, бидејќи постои тој хормон хепцидин, кој што ја регулира ресорбцијата на железото на нивото на цревото. Во услови кога имаме доволно железо или вишок на железо во организмот, хепцидинот се создава исто така хепцидинот блокира протеинот кој што го ресорбира железото од желудникот. Се извинувам, од цревото. Меѓутоа,
Доколку имаме вишок на железо кај човек кој што на генетско ниво нема да успееме да докажеме дека има хемохроматоза, ние го советуваме да биде крводарител. Правиме венепункции. Значи се зема одредено ниво на одредена количина на крв за 150 да се милилитри како нормализира донација на крв и советуваме да не се јаде храна богата со железо. Трудниците може да се соочат со ваков проблем с големено ниво на железо во најчесто кај трудниците железото е ниско. Многу ретко може да се соочат трудниците со високо железо. Ќе пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа, почитувани, продолжуваме со денешната тема амбуланта. Останете на тема, има уште многу работи кои што би требало да бидат разрешени. Со професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, хематолог, директорка на Универзитетската клиника за хематологија, денеска зборуваме за една интересна тема, нивото на железо во крвта, намалени и зголемени вредности, кога е проблема, кога не, како се нарекува анемијата која што предизвикана од намалена концентрација на железо, на кој начин се лекува, но и што доколку крвната слика покажа дека имаме зголемено ниво на железо. Докторке, дали одредени болести, како што е хепатитисот, би го зголемиле нивото на железо? Или пак ако пред испитувањето се да пиеме чашка алкохол, може ли тоа да доведе до некои нарушување на вредностите на крвната слика? Значи, не баш. Всушност, тоа е пред 20 на години, повеќе од 20 години, открија еден хормон кој што се нарекува хепцидин и кој што се создава во црниот дроб и кој што го регулира всушност метаболизмот на железо. Доколку пациентот има оштетен црн дроб, значи има хепатит и сериозно оштетување на црниот дроб, на него ќе му недостига хепцидин. А тоа е тој ензим кој што блокира да се ресорбира железото во цревото. И доколку го нема, може да дојде до неконтролирана ресорбција на железо и заради тоа пациентот да има повисока количина на железо. И кој е всушност абсурдот? Сега, сите пациенти што беа болни од ковид имаа ниско железо. И многу доктори препишуваат терапија со железо. Речи се сите пијат што беше многу погрешно. Зошто? Еве сега тоа сакам да го објаснам. Значи, хепцидинот во услови на инфекција се ослободува во енормно високи количини во телото и како еден заштитен механизам блокира ресорбцијата на железото и од гастроинтестиналниот тракт и резервите на железо кои што се во организмот. Бидејќи хепцидинот представува инфламаторен маркер. И всушност организмот се штити, пошто велиме нели истиот и кај малигните болести кога имаат анемија. Штити на некој начин за да железото не допринесе за развој побрз на патогенот или за развој на малигната болест. И не треба луѓето кои што се болни да пијат железо. И покрај тоа што имаат ниско железо. Апсолутно, тоа е и покрај тоа што се анемични за време на инфекција, како ковидот не треба да се не, тоа само ќе се нормализира веднаш. Во било која инфекција е тоа. Затоа што тоа е механизмот преку тој хепцидин хормон, кој што представува на некој начин инфламаторен маркер, истото и феритинот. А што е со пациентите што имаат канцерогено заболување? Истиот механизам е. Кај пациентите кои што имаат малигни заболувања имаат висок на хепцидин кој што блокира всушност ресорбцијата на железо во желудникот. И кај нив исто нема потреба да се дава железо, бидејќи дава дури интравенозно понекогаш. Јас апсолутно не се согласувам со интравенозно давање на железо и мислам дека представува многу сериозна постапка која што мора да биде во болнички услови и под лекарски надзор, бидејќи железото представува сериозен алерген и може интравенската апликација, па дури интрамускулната апликација на железото може да предизвика алергиска реакција која може да биде и фатална. Најдобро, железото се ресорбира преку гастроинтестиналниот тракт. Многу често анемиите кај пациентите со малигни заболувања ги велиме анемија на хронично заболување и на тие пациенти не им недостига железо. И нема потреба да примаат железо. А што е со оние пациенти што имаат проблем со гастроинтестиналниот тракт, како што е чир во желудникот или пак на 12-палечно црево, гастритис и слично, ќе биде ли кај нив намалена апсорбцијата на железо поради лековите што ги примаат секојдневно? Па, оние што примаат блокатори на желудечната киселина, заради тоа што имаат укус, да, кај нив помалку ќе се ресорбира, бидејќи веќе кажав дека тровалентното железо мора да се оксидира во двовалентно железо за да може да се ресорбира. Во услови, тоа се случува во услови на желудечна киселина, која што го забрзува процесот на оксидација
или на ниво на 12 палачното црево. Има релативно намалување, меѓутоа нема да има потреба да земаат железо. Кај нив недостатокот на железо е повеќе затоа што тие промени крварат всушност. И тие пациенти губат крв, а не е намалена ресорбцијата на железо. Така. Кога некој пациент ќе добие диагноза феродефицитна анемија, односно анемија предизвикана поради намалено железо, дали ведно се пристапува кон давање на некој железен суплемент или пак на една треба да испитате зошто се јавил тој проблем? Како изгледа лекувањето? Најпрво почнуваме со орален железен препарат и мој совет е пациентот да избере препарат кој што содржи двовалентно железо во феро облик, кој што полесно се ресорбира и во комбинација со витамин С. Даваме период, во зависност од кој степен е анемијата, месец до 2 да ја пие пациентот, да го пие железото. Тоа е кај млади луѓе. Кај стари луѓе ја бараме прво причината за анемијата и крвозагубата. И многу често мора да се евалуира гастроинтестиналниот тракт. Кај помлади луѓе, кај кои што анемијата ќе биде рефрактерна на терапија, нема да имаме корекција на нивото на хемоглобинот и покрај дадената терапија со суплементи, се сомневаме дека може би имаат некои од овие воспалителни инфламаторни заболувања на цревата. Па многу често, например, глутенската нетолеранција се диагностицира индиректно преку една феродефицитна анемија, бидејќи на пациентите им е разорена цревната слузница и тие не можат да го ресорбираат железото. Па првиот симптом представува всушност феродефицитната анемија. Кај голем дел од пациентите кои што земаат железни препарати, се забележуваат несакани ефекти, како гадење, повраќање, пролив, столицата е црна, тоа предизвикува кај некој стрес. Што во таков случај, ако не може орално да се зема искрено, препаратот? Ги советуваме пациентите да го променат оралниот препарат, и затоа што секогаш постојат различни состави на препарати и некои од нив пациентите можат да ги испијат. Меѓутоа, исто така ги советуваме и за хигиенско-диететски режим на храна. Ги учиме како да јадат, за да и индиректно си го поправат железото. Доколку е многу тешка анемијата, доколку се работи за брза крвозагуба, даваме и трансфузија со еритроцити, примаат пациентите. Сега, крајно е, обидот да се даде интрамускулно или венски железото, кое што мора да биде во строго контролирани болнички услови. Колкаво ниво на железо обично треба да се прима? Како се прави проценката? Значи, вака, може ли да се претера? Дневна тераписката доза е 100 микрограма дневно железо даваме да пијат пациентите. Тоа е најчесто 80 до 100 содржат тераписките препарати, бидејќи онаш како што кажав профилаксата кај трудниците се оди со помала доза на железо, кој што најчесто ги има во оние суплементи мултивитамински препарати за трудници. Очекуваме месечно да се коригира околу грам. Значи, ако хемоглобинот бил 80, следниот беше да биде 90, 100, најчесто ги контролираме после месец дена. За која анемија сметате дека е алармантна? Колку хемоглобинот треба да биде? За тешка анемија се смета снижен? Под 70. Под 70. Да, тоа е тешка. Доколку е блиску до оние долни вредности, тоа е лесна. Тоа е лесна. Граница за жената, долна граница е 120. Хемоглобинот кој што ќе се движи до 100 се смета за лесна анемија. Од 100 до 70 е умерена анемија, а веќе под 70 представува тешка анемија. И какви симптоми имаат обично пациентите кои што имаат вакви ниски нивоа на железо? Симптомите на анемијата се општи симптоми: слабост, замор, малаксаност, немање на енергија, губење на концентрација, палпитации, биење на срцето. Исто така на тие пациенти им се јавуваат промени на аглите на устата, кои што ги викаме ангуларен стоматит или афти. Тоа што како афта изгледа на аголот на устата. Косата им станува сува и кршлива, ноктите им се кршат, исто така јазикот им се измазнува, имаат слаба концентрација, имаат чувство на општо лошо чувство, бидејќи всушност во недостаток на анемијата страдаат сите органи и сите ткива. Страда срцето, страдаат мускулите, страда мозокот и према тоа симптомите ќе се манифестираат од секој органски систем. Има ли некои атипични, нетипични симптоми? Се случува ли пациент со анемија да заврши на кардиологија поради градна болка, да. Не се храни срцевиот мускул доволно
и пациентот има и палпитации, срцебиење, лесно се заморува, може индиректно преку кардиологија да заврши всушност дијагнозата на феродефицитната анемија. Што доколку долго време не била лекувана анемијата, односно не било нормализирано нивото на железо во крвта? Знаете како? Организмот има една чудна моќ да се прилагодува. И кога ќе видиме ние пациент со ниско ниво на хемоглобина се движи, ние знаеме дека се работи всушност за хронична анемија, а организмот компензирал. Кога некој нагло ќе има крвозагуба и ќе изгуби крв, тој не може да компензира телото. И тогаш се симптомите многу потешки, иако анемијата не мора да биде толку нагласена како што е кај овие пациенти. Например, типичен синдром кај мегалобластната анемија е нарушен од, бидејќи витаминот B12 исто така има улога и во централниот нервен систем. И тие пациенти не можат да одржат рамнотежа и чудно одат, паткаат всушност тие пациенти. И тоа е индиректен симптом за мегалобластната анемија, е еден специфичен симптом. И меѓутоа тоа е многу благодарна состојба, бидејќи веднаш со интрамускулни инекции на витамин B12 се компензира, се качува хемоглобинот, се подобрува одот, меѓутоа тој пациент доживотно ќе мора да прима мускулно B12. Мускулно не... А што е со оние препарати што се земат под јазик и слично, не може да бидат замена? Витаминот B12, за да се ресорбира во гастроинтестиналниот тракт, мора да има еден интризинг фактор кој што се создава во желудникот. И тој фактор многу често е таргет, значи мета на автоимуни напади. И тие клетки се уништени. И доколку го внесат пациентите орално, на нив им не достига интринзик факторот од желудникот и тој на ниво, на крајниот дел од тенкото црево, нема да се ресорбира во организмот. Ке се ресорбира ке вегетаријанците кои што имаат интринзик фактор. Меѓутоа, мегалобластната анемија е најчесто пернициозна, автоимуна болест која што е резултат на антитела кон овие париетални клетки и тогаш не можеме да му помогнеме на пациентот доколку му дадеме орален суплемент. И моето последно прашање за денеска, што им советувате на девојките, на жените кои што се соочуваат со ваков тип на анемија поради исклучително силни крварења за време на менструацијата? Значи најпрво ги упатуваме на гинеколог, бидејќи треба да се види дали постои гинеколошка причина за тие пролонгирани и обилни мензиси. Доколку не постои, од време на време им даваме и да пијат суплементи со железо и ги учиме како здраво да се хранат и како повеќе да успеат да внесат железо во организмот да искомпензираат. Доколку добиеме резултат од крв кој што кажува на анемија или пак зголемена концентрација на железо во крвта, каде треба да се обратиме? Кај матичен лекар или директно на клиниката за хематологија? Не, значи вака, анемијата се решава на ниво на примарно здравство. Матичниот лекар е тој што треба да го посоветува пациентот како да се храни, да му даде правилен хигиенско-диететски режим на исхрана, доколку се сомнева за посериозни кај повозрасни луѓе да ги упати на понатамошни испитувања на гастроинтестиналниот тракт, па најмалку да направи тест за окултно крварење и да ги лекува. На клиниката за хематологија се лекуваат потешките форми на вродени анемии, апластичната анемија или евентуално рефрактерните анемии кои што се малигни заболувања на крвта. Сите овие други феродефицитни анемии би требало да ги лекуваат матичните лекари. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за убавите појаснувања на денешната тема. Ви благодарам за поканата. Се надевам дека успеавме на гледачите да им разјасниме некои од нивните дилеми, да ги релаксираме дека параметарот железо не е параметар кој што треба да ги загрижува, дека тој се гледа во контекст на повеќе параметри и дека секогаш кога имаат дилема, најдобар избор е да му се обратат на својот матичен лекар. Професор доктор Ирина Пановска-Ставридис, хематолог, директорка на Универзитетската клиника за хематологија, на наше големо задоволство денеска беше во студиото на Телма. Ви благодарам за вниманието со кое што да следевте. До гледање.